Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце, јас сум Јанко Илковски, а и вечерва имаме гости. Прв пат овдека во емисијата, еден човек за кој јас за жал не го знам, а има голема и долга кариера. Но вечерва, како и јас, така и вие ќе се запознаеме со него. Малку повеќе и со неговиот хумор. Господинот Паце Трајков. Господине Трајков, добро вечер, добре дојавте. Добро вечер, добро најде. Баш ми беше ќев да дојдам кај вас. Сум бил секаде, али посебно кај вас, сака, мислам, пошто се весел човек. Прво да ви се представам, јас освен хумор во животот, друго не знам. И книгите што ги напишав, сите се хумористични. Карикатурата, дали може камерата да ја види? Не знам. Се. Пробај. Карикатурата, што ја ставив, добив прва награда, тоа ти е Брцош, младо дете, ако може камерата да ја види, младо дете Брцош. Кога ќе биде абсолвент, господин Јанко, гледај кој ликот ќе го има. Страшно. Кој лик. Да. Сега, во духот на книгата напишав и една хумористична биографија. Обично викаат, роден е во село Кркле, основно образование завршил, таму студирал. Види Паце Трајков, иако јас сум, мислам, дипломиран, види Која како... годиште си? 49-та. Добро. Види каква биографија напишав. Каква? Паце Трајков е роден во село Дабила, крај меѓата на една нива под една капина. Од образование има дипломирано 4-то оделение. Прво оделение одеше 4 години, но магарето му го изеде букварот. Немаше што да ги учи буквите, го помина во второ. Второ оделение одеше... Стој тука да не си брдал. Второ оделение одеше уште 4 години. Ја умре учителката. Ја умре? Немаше кој да го учи во второ, го поминаа во трето. Во трето оделение се вери и одеше само 3 години. А во четврто оделение му правеа свадба, за подарок му ја дадоа дипломата. Најмногу од се го мрази смеот, затоа читателите му го бере грево. Лако ме многу за пари, богатство сака да стекне, а доаѓа на работа кога ќе му текне. Ова е твојата биографија, Паце? Мислам хумористична, Добро. Немој буквално да... Кажи ми, тебе буквално сега твој проблем. Некој ќе те свати и буквално сега. Но сега не треба диплома, кај жена ми дипломиран сум тоа. Важно, четврто оделение има завршено. Да, дипломиран. Да. Роден сте 49-та, рековте дека сте работеле во Нова Македонија. Да. Кој период ти што работевте? Јас работев во вечер. На примање ракописи. Чекај сега, Нова Македонија или вечер? Не, во вечер бев. Така, Нова Македонија беше вечер, беше Нова Македонија. Тоа. Не знам ја тоа. Јас знам вечер, знам Нова Македонија. Заедно беа тие. Не беа заедно, беа два вестника посебно. Два вестника, една фирма. Нова Македонија издаваше и вечер и екран се беше Нова Македонија. Така да те Добро, значи сега работеше у вечер или у Нова Македонија? У вечер примав ракописи таму. А зашо ми рече Нова Македонија? Па Нова Македонија пише... Добро, извини. А што работеше вака во вечер? Примав ракописи. Мислам, ги проверував ракопизите што доваѓа ракописи, мислам за... Како си ги проверувал? Па ги проверував дали се точни, дали се... Што, ти си лектор? Да. Ја ги проверував. Не лектор, содржината ја проверував. Имаше лектори посебно. Така. А какви содржини проверуваше, например? Па содржината, дали одговара со уредникот заедно бе. Добро, и какви беа инструкциите да дознаеме за тоа време? Абе види, ја бе доста... Не види се, убаво те прашувам. Добро бе, тоа беше, мислам, секојдневно, малку ми беше досадно, затоа во 86-та напушив јас. 86-та напуштивте? И да ти кажам, формира фирма. Една анекдота да ти кажам. Чекај, ја малце сакам уште малце за вечер, пошто ми го одбегнуват. Значи, ти си бил на некој начин на уредникот цензор, ако било политички, ако имало нешто против партијата? Нема бев цензор, како предиграмо бев. Пред тоа да ги провере, ја ги како... Еротски, новинарски, да, еротика, да. Добро. Да не имало нешто и еротика може би у текстот. Па
Па не, да нема. Него да ви ја кажам анекдот. Ајде да ми ја кажеш. Отидов, формирав задруга. Задруга? Задруга. Земјоделска? Не, земјоделска задруга. Земјоделска. И Не. слушај што се случува. Звонам, име ми е Паце, правилно, Паце. Да, сватив. Звонам во Нови Сад. И викам, ало, Нови Сад, директорот, да, а тука е Паце. И он вика, а шта е то Паце? Па име, мајко, ти еве ми му бапнав телефон, он мисли се роба дека му нудам, вика, шта е Паце? Господине Треговски, за да можеме да ја продолжиме, ќе ве молам без работни гладори, Трај. затоа што гледаат Да. деца. Не, ништо. Изговоривте нешто безобразно. Добро, тоа махинално може. Не, Нема махинално. Обично избегавам такви Во следното, само ќе се угасне. Ја им се извинувам на Добро, внимавајте малце во хуморот, мора да биде на пристојно ниво и со ове за радиодифузија. Ја не знам што ќе каже гостинот и затоа се оградувам Добро, и се рековме, извинувам до се извинувам гледачите. до гледачите, јас се извинувам. Не е тоа ваше, тоа е мое. Добро. Добро. И, значи, напуштивте и направивте задруга. И зошто се јавивте у Нови Сад? За роба? А каква роба? Па роба, задруга земјоделска. Добро, и шо? Да им однесеме роба. А вие да им однесете нив од роба. тука. А И- шо роба имавте? Па има пиперки, патличани. И ја му звонам на тој, викам, ало, овде Паце. Добро, да, сватив ме навреди кога ми каже шта е то Паце. Па и ја прв пат се сретнувам со ова. Од каде ова име Паце? Па тоа, пијан бил кумот и така се останало. Го истепавте ли кумот после тоа? Го истепавме од раќа, да ти кажам. А- Многу пиеш. А кажи ми, од каде му дојде тоа име Паце? Доаѓа ли? Го има ли негдека? Абе, има го, обично, викат Паце, ама го нема во лична карта. А ти у лична карта баш ти е Паце. Да, па еве во книгата. И од каде потекнува Паце? Појма Од немаш. Спасе потекнува. Од Спасе. Да, А, потекнува, така. ама ја немам веза Спасе со од- тоа. Не. Како Гоце што потекнува од Костадин. Добро тоа е. Добро. Е, сега извинете, Извинете. еве ја во Загреб добив прва награда, господине. Која година? Околу 87-ма, 8-ма, тука негде. И ја стави во книгата. Само да ја видите ликот. Да го видам ликот. Ликот. Тоа вие го цртавте? Да, Јанко. Ле, Слушај се. страшно. Слушај ме се. Добро. Нели пишува, да, Да, покажи Се- на кај камерата. И шо пише? Кажи, Чекайте, зборите. ќе ти кажам. Ќе чекам. Добро. млада, убава, бев импресиониран од неа. Ја сликате ли, господи? Ти сега, збори чек. не прашуј. Не. Збори. Да ја обрна сега. Ај слика ја. Глеј која градотија. Страшна работа. Глеј која градотија. И вика се гадам од неа. А зошто бе? И па устарела. па- Неќам стари луѓе. Па ти си стар. Не сум. Ја премакал на 19 не се давам да ти кажам. А да те превртиме наопачки, како ќе Добре, личиш? Никој не ме превртил. Не. Може поубав си. Слушај се. Уште поинтересна биографија. Уште поинтересна. Ајде. Слушај се, биографија. Не, ја не слушам, слушаат гледачите, ниф им збориш. Делот кога се родив јас, до ден денес сите го слават, бидејќи, ако не се родев мутав, немаш со кој да се зафракават. Требаше да се родам за Нова година. 9-тиот месец беше време задно, но јас излегов на 1 мај, чекав да се стопли, многу беше ладно. Бев ептен многу симпатичен, понекогаш ме лазеа и мравки, но за нешто бев јас корисен. Ме ставаа на бостранот да не го чопкат чавки. Ушите ми се како на слонче. Со нив можам топка да шутнам. Многу сакав да тренирам бокс. Ќе го утрам со уше и секој ќе го бутнам. Најмногу од се ги сакам децата. Со нив си правам акробација. На секое дете со големи уши во кеш му плаќам алиментација. Не морав да учам да пливам, но се служев со техника разно. Најмногу за тоа ми помогна главата. Не потонуваше, беше како лејка празна. Кога се роди син ми единец, мојот сон почна да се руши. Бев пијан, ми снема материјал. 3 пати се помали неговите уши.
тоа е биографијата на Паце Трајков. Добро. Гледачите ќе кажат ако им се свиѓа. Сега ќе се јава, ти ќе го пуштат аплаузот од таму. Ако сака некој да му одговорам во Рима Ритам. Одговор во Рима Ритам мислам одмах. Рима Ритам. Све во Рима Ритам. Одмах му одговарам. Така и во менито во ресторанот? А имам 5000 стиха напишано до сега. 5000 стихови. Јас се чудам, во лектира ве ставија ли таму Не. негдека? Не. Зошто не бе? Ниса, види, Јанко, таму се беше една дружба. Каде? А може баш е време сега. Чекај сега, доврши ја реченицата, па почни нова. Ама баш во песната јас кажувам. Дали може во песната да кажем, имаме една песна напишана? Добро, кажи. Важи? Важи. Таа песна ја пеа, у Струмица ја пеа. Напиша песна за учителка. Обично има, вика, една учителка, мила учителка, златна учителка, разбираш. А јас напишав баш тоа, дека имаше и тогаш врски. Не сега, нели, врски тогаш. Песната ја пеа. Шо сега, шо тогаш? Не Нели те сега разбирам, не ги имало довршиш врски, речениците. Тогаш немало врски. Нели викат немало врски тогаш, во наше Како време. немаше? Слушај се. Во твое време, ја и ти наше време, 30 години Јас разлика. викам во наше, не во ваш. Вика за една учителка чудна. Нема ни финиш ни старт, оценките ги заклучува уште на 8 март. Према подароците, си води строга сметка, за златно ланче се знае, детето поминува со петка. Ако донесе детето прстенче, златно што враце го стега, тогаш веќе се знае, четворката не му бега. Со двојки поминаа, сите деца наред, кои на учителката ја дадоа само еден цвет. А јас не ја дадов ништо, мислев безспорно го вредам. Кога ја отворив книжката, наредени беа греда до греда. Ето, Паце, ова е повеќе поезија, значи овдека хумор и поезија. Ти си поет уствари. Сатиричар. Сатиричар, Јас ама сам- со поезија. Сатиричар, Та. типичен. А си настапувал или некои сатирично поетски средби? Ова секаде не читај. Не знам каде е тоа секаде, Чекај кажи сега ми. да ги поздравам, да ги Се поздравам, извинувам. нели? Ај одговори ми Киро први на- Донев. Со Киро Донев бевме нонстоп на читање, нели? Не знам. Перо Милинковски. Појма немам. Наум Кај сте Попов. биле? Одевме на читање. Бе. Каде? По школите. Добро. По школите По читав. школите им читавте. Ево Како изгледаше тоа? Тоа учениците собрани и вие им читате? Не бе, кога има некој патронен Приредба, празник, на патронат. Да. А, така. Ова за учителката на еден патронен празник, поздравам го Киро Донев, бевме заедно у Струмичко село. И ја читам песната, Јанко. Да. Ко се загнаа сите учителки, ќе ме утепат. Вика, ти ли нас ќе не правиш корумпирани? Фино ти И рекле. почна да се фаќат за штиклите, викам готово. Да. Киро Донев, он им знае трикот. Киро Донев им излезе трик на има. микрофонот, вика извинете, ја млад бев тогаш, не. Аха. Киро Донев вика извинете, вика јас ќе ви објаснам, вика, ова за вас не важи, вика. Сега бевме така. во Бугарија, вика, Паце кажал за една бугарска учителка, за вас не важи. Така. Добро, вика. Која шо? година е ова? 65-та, 66-та? Не, беше, 9-65 сум бил дете, јас бе. Јанко. Па рече млад многу си бил. Не, 75-та, 6-та. Добро, извини, појма не. немам. Сега ја не бројам толку годините. Лош сум у математика. Добро. И сега колку книги вие имате објавени? Јас имам 5 објавено, ама 5? тие ми се хумористични, Да? Сакам да се надоврзам. Не, да ми одговорите на прашање. Значи 5 книги. 5 книги. Кога ја издадовте последната книга? Кога Последната првата? книга пред 3... Еве, Да. ова е последна. Та, Пред пред 3 години. Пред 3 години. 2,5 години. 2,5 години, браво. Последна. А прва е таа 67 години. Сами си ги издавате книгите, така? Сам. И да ти кажам, ова книга. Да, тоа. Не, по школи ја продав. 11.000 Јанко од таа книга. Искрено да ти кажам. И после, што направи со толку пари, бе, Паце? Ништо се
Се направи, куќа имам тамо, ти бе Ja, kuća napravil, ništa. I Kada? pošto- U Zlokućani, Не, у Ново Листиче. u Novo Lisiće. Имам у Ново Листиче. Što imaš? И кафана и куќа имам. I kafana i kuća, od jedna knjiga, a Не, lauda ti не je. од една книга. Od dve knjige. Не, бе, од книга ја работам. 11.000 примероци. Примероци дадо. Pa kako? Kaži mi, što napravite so za drugata, znaš? Mi reče 80 godini si fatil, si napušten državna rabota, ti ide privatno. И после приватна фирма, од задруга, приватна фирма. I se penzioniraš ili konečno? Не, пензија сум од кога не. Ја веќе ја искористив, може и доста веќе. Dosta 7 više. години. 7 godini. Само да ви кажам. Do toliko li je? Do 7 godini dava penzija, posle vika taj bega Да, krši готово. glavu. Тогаш викаш, викат нека немало врски. Гледај тогашно време да пишеш. Kogašno vreme, koga je ta knjiga? 60, чекай. 30, 60? Не, тоа е Која? 74 година. A, novo je skoro. Слушај, но види се тогашно време, сега е лесно да пишеш сатири. Zašto? То нема сега никој нешто не ти може. Бе. Да? Гледај, у тоа време. Znači, dojde demokratija, a? У тоа време. U to vreme. Ќе ти кажам, за еден епиграм ме вика, можеби Живица инспекторот. Знаеш што напишав на епиграмот? На козите им го скратија векот тие што се хранеа од нивното млеко. Тогаш беше Лазо председател. Леле. Ја го напишав тоа, Јанко. И ме вика... Кај те вика? Видео е внатрешно. Dojdi poblisko. Видео е под горец ме спаси. Video je pod Бог gorec. да го прости. Bog da ga Иначе ќе ме затвореа. A izede ćotek? Не. A kaj te vikna ovde u Не, Mvara? бе, тие бараките што беа... Mvara. Kaj je Море- fizkulturno? Тамо. A, opasno bilo. Види сега A како ti si bil disident? Да. A? и види сега и таму нели ја пишувам за тие работи. Вика ни перде, ни срам. Објави конкурс, рече директорот. Гласот му беше со нечуен звук. Секретарката веднаш свати дека се работи за неговиот внук. Ја почести со увозна цигара и ја рече до него да седи, после сите формалности почна условите да ги реди. 190 да биде висок, 20 години да биде стар, 80 килограми да е тежок и обавезно да е кошаркар. Да има коса кадрава и црна, оценките да му се двојки наред, дедото да му се вика Крадислав и да носи кондури 45. Го објави конкурсот во весникот, а тој отиде за внукот да слави, но во тој момент секретарката му рече дека друг со такви услови се јави. Разметнет беше дедото директор, па почна силно да се дери, но за да се увери дали е точно, отиде сам да провери. Колку е паметен внукот рече. Прочитал во весникот и се јавил сам. Исти е како дедо ми. Нема ни перде, ни срам. И тогаш ги имаше тие работи, нели, малку заборавам. Ti ne беше u partija? Не. Ne te primi, ja? Или Вопшто. не? Не, неќе да се пише нека. Nećeš da se pišeš, a? И сега, Kaži mi, koga te vikna u Mvara tamo, što ti rekao? овој едниот инспектор беше паметен, едниот и овој паметниот вика, што A си drugi kako беше? Мутов. И така Како, вика, како? Мутов. И А, вака Мутов. вика, слушај, тој вика, што си пишал? Вика, како вика тоа за козите? Викам, ја кози пасев, вика. Кози пасев и викам, козите им го скрати веко, а не вика тоа. Тај будалио што вика, абе кози паса, бе, аз го коза. Не вика, ќе пасеш ти кози, вика, или на друго A место. zašto mu se lutеше ти на Лазо? Zašto napiše? Абе нема се лутев јас. Je tuko? Абе ја пишувам тоа што извини, се Dovrši rečenicata. Ja pišujem to, što? што гледам. A što gledaš? Što te inspirira to da go napišeš? Абе јас за правда сум. Što беше nepravda pa go napiša to? Па зошто козите? Koji gi utepa kozite? Па ја ли ги утепа тоа? Ne znam, te prašujem tebe. Пишуваше дека Лазо, можда не е он. A ti go pamtiš to vreme? Кој? Па баш тогаш беше Лазо беше жив кога го напише Ne, тоа. zboram,
која ги тепале козите? Како не? Да? Не бе, јас 70 години сум. Како? 70 години сум. Не знам дека си него го памтиш времето. Како не? И какво време беше тоа? Бе тако. Како? Ги јаделе лисјата и ги... Ај за козите напишев и сега. Не ти се збори, а? Може ли? Ама не се живи више ти инспектори, нема те викаат. Не, сега можеш. Можеш сега за Лазо да збориш? Сега за сите зборат, не. Да. За Лазо една ми рече дека можеш одма у моментот да кажеш во Рима, бил. Ај кажи за Лазо нешто, измисли сега. Вика така. Ајде, дојди поблиску само до маса, бегаш. Ама само ми бегаш. Не сум ја од МВР, седи. Вика, Лазо и Заев се многу слични. Но ќе ријат двајцата во диње, Лазо ги утепа сите кози, а Заев дивите свињи. Добро ти е ова, добро ти. А? Ај едно за Груевски. Ај жити се онака. Сега направивме за баланс, мора сега. Сакаш за сите? Чекай. Не, сакам за Груевски, после за сите. Ама ја имам заеднички. Не, дај ми едно за Груевски, сега измисли. Ајде. Чекай, За Груевски те молам. Ама ја те молам, не. А, добро, ти ме... Вика така. Ме моли? Може? Чекай, ќе го прашам га... Може? Да те Може? напишам. Ете, ајде. Слушај се. Он каже. Сега у Фейсбука има. Викам така. Шетав низ улицата Никола Груевски. Улицата Зоран Заев беше спроти. Улицата Ахмети и Мицкоски беше карши. Господ ги собрал сите идиоти. Улици има. Вика, опрости им Боже, сите се луди. Имат многу пари, умот не ги крепи, но народот е многу умен. Им направи улици слепи. Добро. А вака за странциве, за руси, американци, срби, бугари, грци, имаш ли некои такви? Да прашам, пошто ја следиш политикава, рчкаш. Не рчка. Ама, не рчкаш. види, ти ако произведуваш домати дома, ќе купуваш од друго место? Па ние имаме такви еден куп, што странци ќе мешаме, еден куп има. Тие за хумор. Сега сме богати, Што сме сега? Богати со хумор. Богати сме со хумор. Сите со хумор, не. Ај сега нешто за Катица Јанева, за СЈО, нешто извадиме. Имаш ли нешто така? Актуелно, популарно. За Бранко Геровски, за Рекет. Сега да напишам. Не пишам, ќе ти кажам. Ајде. И за Саше политика, ако може една. Не го не познав. Ај за Катица. Важи ли за Катица? За Катица. Вика, Боки 13 и Катица. Заедно го делиле колачето, Господ не случајно рекол, грнчето си го најде капачето. Добро ли каже? Добро е кажано ова, Бранко Геровски ќе го сватеше за некое друго, за капачето. Не пишам за Бранко. Јас си го сакам како човек, прво. Си го сакаш, Бранко? Не како човек, како уметник. Ама за мене е уметник добар. А ти само пишеш за оние што не ги сакаш? Не, што се реални нема што да напишеш. Ај кажи нешто за мене. Ај напиши хумор за некоја лична мома. Ај за мене хумор. Ај нешто за мене. Не, порано можеш саси многу разобавен, порано имаш. Порано имаш за тебе, а сега немаш што да пишеш. Колку кошта еден стих да извадиш? Ама без пардон, не да биде нарно за фалење, него на... Господине Треков, по трет пат, поблиску до масата. Добро. За тебе ли да напишеш? Дај, слушај, стај оние за камионите што ги ставаат онакво, се тркало човеков, ми отиде. Бегаш од масата. Ајде кажи нешто. Зајади бурек. За тебе лично? За мене лично. За тебе лично. За мене лично. Да. Ама без пардон. Немој да ме фалиш. Ти рекол фалење, ја не сакам. Ајде. За порано, која не бе убав. Не бе? Ловджиите отидоа на лов, а мислеа дека е бего, му заличи на свиња Јанко и стрела во него. Јанко свиња дебела. Браво е, паце. Па така да вика, што така да е, кријам. Па така е, бе. Па глеј јас сам што. Ма супер е. А глеј јас. Ама супер е. Ама сам што Ама си супер е. Не, сам што си пише. Што си пише? Види, ај ви за двете партии. Види. Вика ВМРО изјави дека многу краде СДСМ. Паце, господине не Треков. партиски, не. Слушај, многу ми се бендиса. Значи ќе
запишам и ќе ја објавам оваа твоја. И ќе те објавам само ова, кај го кажеш за мене. И фала ти многу. Мислам, Што не те чест ми е. чукам по рамото, бе? Сега да те се Не, чукаме. не бе, ти кажа, ти си... Ма друга супер е. си. Друга е, Ти стига. си, не супер беше ова Па што го гледаш, јас напиша. за учите што си пишам? Има ли уште нешто за Боки? Или за Кате? Нема. За партиите рече нешто. Имам, Кој ти е Овој- најомилен вака да го чачкаш? кој? Од познати бе фаци. Имаш ли некои пејачи, глумци, Не, повеќе... спортисти? Не бе, обичен живот си правам. Чекай, чекам. ме текна. Кажи. Вика, не скисала вода, шета еден шејк, боже ме некој стар мандарин, а по него трчка, скока рипа, неговиот му јуначен син. Што сакаш, сине, да купи тате? Гордоста моја мереше често. Купи ми тате, купи ми градоначалничко место. Ова ја имаш извртено од некој наш. Ова ти е ремикс. Ја не, од никој не. Не. Позната ти ова со мандарин. Знаеш нели? кој е? Од Јакшич. Од Јакшич, бе. Јакшич. Боже ми, Така. некој стар мандарин. Е, така. Дебре, од Ѓуре Е, па, Јакшич. нели? Али не е по... Дебре, јас си... Ама реков дека е ремикс. Да. Ремикс. Али Као да диджокей. Да не Знам. можеш да препишам. Ја не препишам хумор, можете од мен да А препишам. кој рече? А ја така те разбрав, извини. Не, Па не, лошо си не. разбрал. Е, Понавам. Боже ми, некој стар мандарин. Чекај, Дај да го врземе некако до ај за, маса. слушај, ај за мојата пензија да ти кажам. Имаш Викате- пензија? Зима. Колку ти е? Ама, да ти прочитам. Ај прочитај. Вика, нон-стоп бев на боледување. Мала пензија ми го скратија стажот, многу ми е жал за жена ми, не и се погоди машот. Ај и за жена да ти кажам, што вика жената, нели? Ај. За жена. За жена. Добро. Многу логичи кажано. Жената е најсветло нешто. Тоа го пишува и во Божјото Слово. Но сепак жената најмногу служи од старо да создадеме ново. Така. Така е, нели? Па ова не е хумор? Како некој. Па не е смешно ова? А за Ова е мој... поетски кажано, мене ова не ми измамува смешка, ова е убаво кажано, ама не е ова А за хумор. мојата жена, вика, како живеете? Викам, со жена ми живееме како голапчиња. Сите ни завидуват, бракот не цвета. Еден ден јас летам низ прозор, 3 пати дневно таа лета. Зашо 3 пати она лета? И бе ти жена, јас едва еднаш ќе летам, ама 3 пати А, лета. така ли? 3 пати лета. Добро. Со паметот ли лета? Мислам, не се разбира многу. Колку деца имаш, паце? Едно. Едно дете. Што работи он? Син? Уне Син имаш, така? син имам, Добро. кафана имам и е, да не до реклами, еле, е Ако да каже селектор реклами. на Б репрезентација на Македонија, фудбал. У фудбал? Да, Он? да. Како се вика? Трајков Јован беше младенски репрезентативец едно Така. време. И Аха. кафана имам. Имам кафана, нема да рекламирам са, но ново лисиче. Како се вика кафаната? Спортска мејана се вика. Спортска мејана. Да. И јада таму спортисти? Да, и Да? кој ќе ме прашат, Јанко. Вика, кој е газда? Кој е Викам, газда? Син ми е газда. А што си ти? Па викам, јас сум газда на газдата. А, И зошто газда на газда? Затоа што ќе пливаше во Егејското море со тие другите, што ги фрлив. така ли си На правил? син му му ка- на син ми му Леле, кажа. безобразен еден значи си. А ние сме... А чекај сега, а не е жена ти газда на тебе? Кој? Жена ти. Кога спијам, кога сум буден, тешко. Тешко, а? Кога спијам, може да... А ние сме 6 деца, Јанко, 6 деца. Јас имам ген на татко ми. Татко ми беше, Бог да го прости, сега почина брзо, многу поголем хуморист од мене. Да? Многу поголем. И Кажи гледа- што викаш ова. Ама гледа да ти кажам за него. И јас како на средина оđe Итар Петар, нели, викам чекај со татко ми да пробам. И му викам, тате, 6 деца сме. Ја да бев прво дете, дали ќе бев единец? И човек го хуморист, ама малку се штрекна. Вика, зошто бе? А на слава сме, 50 души има кај брат. Зошто бе? Затоа што ќе се разочараше и други деца нема да праваше. Затоа, вика.
А вика така, Итар Петар. Итар Петар се налюти. Во Страсбург поведе судски спор. Затоа што, кога стана премиерот, не е прв лажач, туку втор. За кој Петар збориш? Итар Петар бе, втор лажач, кога стана премиер, заев втор, а прво беше прв. Ја можам некој пат кој ќе имаме време. Имаме време сега. Се Што со сакаш? римари там ќе им одговарам. Така, Хуморист. молим те, еве ти ги телефоните, ја не знам дали ќе се јави некој, еве, отвори ги телефоните. Господинот Паце Трајков сака да разговара со гледачите. Не бе, нека Идемо прашат. го. А што да те прашаат? Што сака нека праша А има. зашто би збореле со тебе? Без за хумор, друго што За хумор би збореле. За хумор. Ајде не. да видиме дали некој може подобро од Паце Трајков хумор. Не хумор бе да ме праша нешто. Што да те праша? Па за хумор да му одговорам А хумористички. што е прашање за хумор? Ја не знам што да прашам за хумор. И ако не знае, нека ќуте. Па зошто да се јави? Ај ова да ти кажа. Слушај, Јанко, слушај таа, молим те. Вчера дошла една жена кај мене. На жена ми и се представило бедно, ми треба лично Паце Трајков, школски другар ми е од средно. А жена ми се обратила строго. Грешка си мори жено дрто. Како може Паце да ти е школски другар, кога Паце нема завршено ни четврто? Стварно немаш ни четврто завршено? Не бе, факултет имаме, Јанко, не ме заебаваш. Него, абе, хумор е тоа, не свајки и ти. Не знам И ја, што да не те магарето му го прашам. јаде букваро, не се прекава. Како магар? Нели пишува, магарето ми го изело Букваро. букваро, не. Букваро или букварот? Како сакаш, букваро. Не знам, рече на струмички ќе збориш, ама не збориш. Како не збора? Зборам струмечка. Добро. Од каде си од струмичко? Од Дабилја. Од Ало, Дабилја. Ало, добро вечер. добро вечер. Еве ви го господинот Трајков, правите си муабет. Фала ви. Господинот Трајков тоа е. Дали лично се знаеме, господин? Не се знаеме лично. Али, мислам дека овие работи добро ги направивте. Да. Не само политика. Нас ни треба и хумор малце. Па тоа хуморот тоа да гарнирано, се заедно. Не ни треба политика. Политичарите само крадат и лажат. А Господине, нас ни треба некој као вас да не расположи малце, некој вицови да каже. дали сакате, не, вицови, не, ја не кажувам вицови. Да ти кажам, не А кажувам. може ли да го дека- сослушаме што има да каже човекот па ти нека да праш, одговориш? нека праш. Јас се Ајде. извинувам. Нас ни требат некои така скечеви, вистинити и некои така нашминкани, што викаме ние. Благодарам. Значи, јас го почитувам тоа што го послушав малце од господинот тој, како се викаше кај вас, гостинот Јанко, не знам. Трајков, Паце Трајков. Трајков Паце, да, го почитувам Трајков ова што го Паце. кажа Фала, и мислам фала. дека треба више да се тргне од политиката, телевизија, не само една телевизија за овие, една за друга. Треба малку и вакви хумори да имате, господин Јанков. Вистинити и многу добри изреки. Добро. Значи, вам Нека- се бенди се ова вечерва. Вечера ми се бендиса. Добро. И на мојата фамилија се бендиса. Што Сите да се смеевме. што да му кажеме сега Паце сега нешто да каже? Што да го Може, инспирираш? повелете. Ајде ви се обратам јас, господине. Фала боже. што бевте на Повелете. линија, Ако пријатно. сакате на Фейсбук, пишете Паце Трајков, јас имам преко 300 хуморески. Такви. Сега кажи му нешто. Одговори му. Ако сте заинтересирани. Господине Трајков, рековте нешто, ќе му кажете. А во дали рима. ме слушате уште? Ве слуша, само ние исклучивме звучникот. Ме слуша ли уште? Да, ве слуша, го исклучивме звучникот. Сега вие треба да му одговорите со хумор и со сатира и со рима. Ево одмah ќе му одговорам. Ајде. Ме делувате, господине, како домаќин маж. Гарантирам и на жената ќе ја кажеме дека не си швалераш. Ова беше јако. Одмah му одговарам. Браво, браво. Дали имаме друг гледач на линија? Немаме. Немаме. Ајде сега за една жена. Ајде да ти- за една жена. Вика, чудно се случува кај мене доктора. Тоа често се случува во круг
Од устата ми тече и од носот ми тече крв, кога маш ми во кревет ќе ме затече со друг. Не коментирам, добро? Види што е, да ви ја кажам вестината. Максим Горки се јавува кај девојката. Вика, извини, немам време, морам да ти се јавам со долго писмо. Долго писмо, Јанко, може да напише и баба. А да напишеш во една строфа еден роман, тоа е тешко. Вика, немам време со кратко писмо. Јас тоа го имам и во една строфа јас се верам све. Расказ во една строфа. А ако го замарам читател, нели, да го замарам, да почне, нели, да чита два Имаме гледач на линија. благодарам. Може да го чуеме? Добро. Добро вечер. Ало, Добро вечер, повелете. ало, Ало, ве слушам. поздрав до Паце и до Јанко. Паце, не знам дали ме слуша. Слушам, а дали се знаеме? Паце, нема да ги прашуваш дали се знаеме или не. Слушај што те прашува. Извини, повторите, господине, не ве чувме, ако може одново да повторите? Па Паце си останал лист, додека цел клас се плаче, тој се смее. И сега додека цела Македонија плаче и кука, тој ни права смешки. И добро дојдене. Такви луѓе не требаат. Благодарам многу, не. Не знам дали ме слушате. Значи да го оставам уште у емисија да чита од неговите смешки. Добро. Добро. Паце, ништо, сега цела вечер ќе кажеш смешки. Не, види, Не. да прочитам Како од не? книгата. Па зошто дојде? Од книгата да прочитам. Од каде да знам што сакаш прави? Ајде, има Еве, народов сака смешки твои. Ајде, благодарам многу што ме... Марко ни се онесвести Ај реализаторот, се- дајте му вода и шекер, Слушај од се. смеење, балдиса. Да, Диреци против дибеци. диреци против дибеци. Се собраа позиција и опозиција, а надвор ситна Роса Роси закажаа фудбалски надпревар. Да играт фудбал по трња, а боси. Од една страна едните ги собрале своите човеци, од друга страна другите диреци против дибеци. Ќе ги дават и на телевизија. Тоа ќе надпревар вреден, но нема фудбалска топка, си го шутират народот беден. Делегат ќе им биде Хелмут Кол. Тој е човек со голема слава. Но на фудбалерите Кол им е малку. На нив им требала стегарка по глава. Се јави грчкиот представник, го фати делегатот за раме. Утакмицис, можитис, почнитис, нематис и ми знаме. Бугарскиот представник беше поблак. Во целост ја презнаам вашата земна. Но тој нешто друго спори. Фудбалисти и гледаци се наш хора. Српскиот представник беше наоштар. Нека лемете на јабуќе врбе. И мало дете веќе добро зна да овде живе само чисте србе. Албанскиот представник само нешто шушка. Сред лето во бонда се пече. Па мени е тако нешто чудно. Како фудбалери игра без кече? Ова е old school, така наречен old school хумор. Ова некаде доста се вртеше до 80-тите години како хумор и така натаму. После дојдоа К-15 кои хуморот го преиначија малку поинаку така и тие работи. Нема други вакви како вас, хумористи, Ја вака пишам кои пишат. настани пишам. Јаве бедно дете. Еве за мене што се пишам. Вика джабе. Имаме гледач на линија. Може малце подоцна да не чека може, гледачот? може, Нели, сакавте со гледачите? Да бе може, ако сака и ќе му одговорам на гледачот со рима, ритам, хумористично, ако праша нешто. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете. Јас сум симпатизерат на твојот газда, а овој ми е па земјак од Трубица. И каде е македонштината кај него, он е стварно интересен, гледам веќе станал исто 100 кила како понапред беше како момче фиденка. Го поздравувам Паце. Јордан Златанов. Те Само познав, сакам да Јордан, го- те познав.
Само да те поздравам и тебе и брат Кире Јованов. Благодарам много. Каде ви е македонштината? Ме заборавивте скроз. И Ај, ќе ти немам дојдеме, ќе ти дојдеме. Немам ни коментар, неќам ништо повише, ве нема. Ме Ќе заборавивте дојдеме. дека да бевме албанци, сигурно ќе ме посетевте да ме видите, барем ако не друго. И посакам се на љубов, Господ нека ви даде према душата што ја носите. Ајде поздрав. Дали да те одговорам, може ли? Неќем што да ми одговориш. Поздрав. Ама не, убаво ќе ти одговорам. А? Не го моли, не го праша и одговори. Да. Ајде. Не, чекай да прочитам. Одговори му првин. Може? Сега, да. Добро. Повели. Дојди поблиску со Јордан, столицата, ќе те залепам со тебе селото. сум близок. Моабетот добро не тече, но ќе правам со тебе моабет, кој ќе ставиш на главата кеч. Кај ти е македонштината те праша. Он те праша кај ти е македонштината. Па, кај ни е? На мене не. Имаме уште еден гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добра вечер. Да ви кажам, супер ви е емисијата. Гостино ви го додадов за пријател на Фејсбук. И нека разгледа така малце од сликите и нека каже некоја строфа. Ај, прашајте го нешто да ви одговори во стихови. Жити се, прашајте го. Во стихови? Да, прашајте го нешто. Па не знам, ајде еве за Фејсбуков нешто нека каже. За? За Фејсбуков. Има За што да кажа. интернетот. За младиве. Значи ти постави прашање за Фејсбукот. Што мислиш ти за Фејсбукот? И одговори се, а ти како што рече. Ајде да те видам се. Ако не беше Фејсбукот, сите ќе одевме преко. Од кога се појави тој, ни тече мед и млеко. Добро. Сега да прочитам, бев сиромашко дете. Одев најефтино, ефтини кондури гледав. А во стихови да ви ја кажам, вика така: тако сум уште од раѓање. Не мислите дека глупости лупам. Кога ќе ми претребаше нешто, сакав многу ефтино да купам. Ми рекоа дека има големо намаление. Отидов подхитно во Струмица дури. Лесно ја дајдов од чик продавницата да видам дали има ефтини кондури. Најдов ефтини скоро за џабе. И право да ви кажам по вкусот мој, не сакав истите ни да ги пробам, бидејќи го најдов мојот број. Касиерката беше прилично стара, можеше да ме биде дури и стрина. Кога ги извади парите, таа ме праша: Бог да го просте, кој ви почина? Се вкочанив. Ладна пот ме обли. Во што е работата, тогаш веќе сватив, ги оставив на каса кондурите и додека за да трепнеш магла фатив. Имаме уште еден гледач на линија. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Овдека на паче ми е зет за братучетка. Абе, вие да се соберете у кафана, вака фамилија... Ако се што да правиме, кажете му Бале. Ја не му кажувам ништо, вие зборите со него. Ало, паче добро вечер. Добро вечер. Бале на телефон. Тоа ми е многу близок пријател. Многу близок. Благодарам, Бале. Поздравам. Благодарам. Сакаш ли нешто да прашаш? Кажи нешто, прочитај таму. Ај са. Нешто ти ветив за тие Колешински. Слушај се. За Колешинци ти вика нешто да кажеш. Ветувањето да го исполнам. Повтори. Се договориме кога сакаш да те носам. Не го разбрав. Колешински извори. Вие си знаете. Ќе одеме, ќе видиме двајцата таму. Така паче. Ај кажи Слушај се. за струмичани какви луѓе се. Ајде кажи нешто, одговори му. Те праша за Колешинци. Поздрав до фамилијата. Ај прво да не ја Фала. испуштам, имам Поздрав. една богата и сиромашка сестра биле. Слушај како се дешава. Баш денес се случи нешто убаво, смена се случи во новиот сектор, сите се радуваме како мали деца, татко ми го избраа за директор.
планиравме да славиме во голем стил, да не присуствуваат луѓе прости. Татко ми и мајка ми се договорија да поканеме само отмени гости. Кога наброевме кого да поканиме, мајка ми неколку чудно ме погледна, ми рече да одам кај незината сестра да ја покани, а таа беше многу бедна. Оди сине, покани ја и сестра ми. И таа некаква роднина пуста. Убедена сум дека нема да дојде, кажи и како со половина уста. Дојди тето утре на слава. И реков, како ми каже баш така, до половина на устата моја, ја ставив мојата десна рака на половина уста. Зошто тетино се држе за уста? Почна тетка ми памет да ми соли. Гледам дека нешто не е во ред, изгледа дека устата те боли. Здрав сум, тето, ништо не ме боли. Искрено не сакам да те лажам. Кога тргнах кај тебе, мама ми рече со половина уста да кажам. Уникатно искуство ми приреди вечера господине Трајков, незаборавно ќе Ајде биде уште ова за Не, баџаната. Ало. имаме гледач. Добро, благодарам. Они имат предност. Полек. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, Господин Јанко, господин гледач. како сте, добри? Фала Богу, вика и Поздрав ура. до вас и до гледачите на Македонија Република. И до вашиот гостин. Ве Благодарам. молам само нека ја каже вистината кај кога им останала колата дефек е гробиштата. Тоа само да го каже, ве молам. Ја кажам. Многу Благодарам многу. Ајде, те прашаа, сега кажи. Бе ферњан. Не ја кажувам во стихови. Не. Ај гаси емисијата. Не Или кажам гаси. ти. Абе ајде, готово, заврши емисијата. Ме навреди сега, човек. Ај си одиме. Ај, ости камерата, си идеме Да. се. Абе, треба да ја барам са. Измисли ја бе? Не бе. Па нели? Ми вети. Абе, ќе ја Абе, најдам. ај, господине Чека се, ќе најдам, чек. Се шегувам. А Чекај. сега те фатев ја на мајта. Чека се, ќе најдам. Кажи што се случило тоа колата која те оставила кај гробиште. Чекај. Дали ќе ја најдам само? Не можеш да ја најдеш. Што е сега? Дојди ваму. Ало, Секунда. ќе ти ја земам книгата. Еве, ја, Ќе ти ја земам книгата. види како беше. Ја бе ферњан, се воземе четворица во кола. Добро. И доаѓаме во нашето село 1 саат ноќта. Кое е село? Дабилја. Дабино. И тогаш вампири имаше во наше време. И изгасна колата баш пред гробишта. И треба да ја бутеме до дома. И еден пред 5 месеца Перо почина. И еден од другарите вика, ај ќе го викнеме и Перо да бута. Заедно седеше со нас. И зема од патот на кај гробишта. И вика, Перо, дојди бути, да бута колата. И од тамо се јавува, сега ќе дојдам да се обом па пуцте, од гробишта се јавува човек. Уставиме колата и бегаме. Отидеме право на дуќано идеја. Викаш вампир било? Слушај се, одеме на дуќано, еден Перо пијаница. Вика да ви кажеме да случка. Ќе дадете ли една ракија? Викам 5 ќе даме, каже. Абе вика едни, вика, будали, вика, пред гробишта, за изгасна им колата и викат Перо ела бути, кажахме да си обувам па пуците, вика, избега. Викам, ја цело кил не кажам на никој. Затоа сака гледачо да... Кажи ми, имало у тоа време вампири, а? И како ги истребивте? Зошто нема денес? Дојде во Скопје. Слушай, за Дражевец сакаш... Имам гледач. Ај. Добро вечер. Поздрав за легендата од Дабиле, ваков човек е потребен на Македонија, мал се да не насмее. Благодарам. Шампионе, свака дежа сте, братам, цела вечер. И само вака да пробавиш почесто да доаѓаш во емисии контактни, да можеме да се насмееме како што треба. Молим, изволте и други пут. Дали можеш да кажеш некоја друга случка? Тегла Ајвар да некој пратите, Перо, треба да се... затоа што имам и се ми пријател И од овој Перо дојде вака да ги поврзеја малку. со празни руки од ресторан, ни скара, ни бутор. Ќе дојдеш само. Знам, струмичани ништо не даваат, вака сте стиснати. Тоа знам по жена ми. Ајде. Не е жена. Одиме. Ај за Дражевецо му обеќав и ја најдов за Дражево. Село Дражево. Скара имате у ресторанот? И не донесе ништо. Не. Е. Слушај, Јанко, им носам Вие гејци да не сте, бе? Знаеш на кој им носам? А да не Парцели, жив човек не носам. А да не сте шкотланѓани?
На жив човек нема носам ништо, бе. Ој тук ќе дојдеш. Деца за Дражевец. Мене за парастос пред Да, време ако имаш да има ракиичко нешто. тук, да... Не, нема. Слушай сега за... Мацаш ракиички? Не. Мераклија си? Не, кога спијам, не пијам. Која спиеш? Не, вопшто. А буден? Будем, малко. Каква? Празноварица? Шо? Не. Која? Не. Лоза? Една чаша пијам и крај. Ако се скрша друга. Ало, Виски? Јанко, добро А вечер. виски? Виски не. Не? Скапо. Скапо, а? Па затоа не даваш ти ништо, бе. Слушај се. И после ме вика, дој кај мене у ресторан. И што да правам? Да си плаќам јадење, да ми брои. Келнарка ти ќе ти А, даде, не, фала. Јанко, келнарка ќе ти Не, даде. не, Јас не дам не. на никој. Имаме уште еден гледаш. Добро вечер. Ајде. Добро Ало, вечер. добро вечер. Повелете. Од Велес се јавувам, многу поздрави за емисијата. Сакам Добре. гостинот да го поздравам и ако може нешто да каже не само за нашите политичари, за Доналд Трамп и за Путин. Не го разбрав. За кој? Ја ќе ти кажам, фала што се јави. Ај. За Доналд Трамп и Путин. Не, странци. Мустиска. Не, за странци, Мустиска. не. Значи цвика. Пошто треба да вади виза за Америка и му е страф и ќе му рече ти кај јади бурек. Не, Не. отиде македонштината со него. Не дава ни јадење, ни пиење и не сме им се плаши на американците. Јанко, ај фино линија си имаш, пак ли таков ќе те гледам како едно време. Ако така дојдеш ќе кај ме мене, гледаш. пак ќе станеш дебел. Немој така, не. Така. Не, ај за Дражевецот да му одговорам. Ајде да почнеме шкотски да збориме на англиски, пошто Еве, вака те личи. Само даблски знам. Јас. Па одлично. Слушај се. Јо лата, За очиго дра- да јо витки, но лола. Само шотландјаните знаеш колку чашки виски дават у Олкави, Олицки. Ја мислам пресреќен би бил паце таму. Каде? Таму Јас- кај што нема да ти дојам у кафана. Абе, оди јас тука не ме бива. Не Ај, фал. а, Паци извини. имаме пак некој на телефон. Ајде. Ајде, Арлија. Добро. Нема никој, ти излажен. За Дражевец, од Дражево село. Не знам кој е тоа. Јас сум Дражевец, песната е, од Дражево. А каде е тоа Вика- село? Извини, прв пат слушам за тоа село. Деве, Дражево, кај Колешино. Како не, да ми кажеше свири пичино, подмочани, долнодупени, Дражево. ги знам. Кој е ова? Таму е Дражево. Што има Гледа, таму? Селото се вика Дражево. Зашто Дражево се вика? Па така, слушај се за песната. Вика капетанот за војната едно време кога беше. Војската во наше време. Капетанот држеше говор. Како да мелеше трици. Касарната беше голема, го слушавме и илјадници војници. Дражевци беа опасни луѓе. Џути. Луѓе. Почна тој да дрхти дајеца, убиваа се што ќе сретнат, напаѓа дури и мали деца. За Дражевци вика. До мене седеше мало човече. Како да беше на Хитлер двојник, но после малку време разбрав, бил од село Дражево војник. Идеме со следниот гледаш. Добро вечер. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Се јавуваме од Прилеп. Од? Поздрав Јанко до вас, поздрав до емисијата. Од кај се јавувате? Од Прилеп, кажа. Од Прилеп се Паце, јавуваме. не ми се беше у работа, жити се. Глеј Оригинал таму ви е кебапите, емисијата. таму спортска мејана. Баш од Прилеп или негде околината од Прилеп? Од Прилеп, ама не слуша Јанко, слушам. Гледам. Не, јас слушам само, викам да не е некој прилепско село тука нешто. Не. Не, да го инспирираме Паце. Да. Кажи ми сега, дали Паце е доследен наследник на достоен наследник на ИТРПО, пошто прилепчани ИТРПО е Да. прилепчани. Што викаш ти? Да, поздрав до емисијата Јанко, Благодарам. поздрав до гостина. Сакам јас да ви кажам, Кажи, да го прашам гостинот нешто, да ми одговори. Може, господине. жити се прашај го. Бидејќи со мајта од Прилеп, Погласно речи. запалена жена, што може најбрзо да ја изгасни? Шо, не го разбрав. Повтори? Запалена жена, што може најбрзо да ја изгасни? Запалена жена што може најбрзо да изгасне? Не сам по гасењето, јас сам по палењето, не. Попалење, да. Господине, по палењето не сам гаснал до сега, да ти кажам. Он на гурање е. Не, Пали на гурање. Јас сам дизел. Значи не ви е познат одговорот, врета нај. Што ќе одговориш ти? Ти сега кажи. Како ја- е најлесно гасење на жена?
Ти рекол. Не ти, овој да ми кажеш. Кој? Кажете ли Кажи ти, господин. највесел хумор? Како? Најинтересен, највесел хумор да слушам. Така. Ајде. Што не ми кажете за одговорот? Фала за јавувањето, поздрав. Еве, сега Прилепчанецов рече... Не, седи сега, слушај ме, фокусирај се, не збори. Добро. Имам микрофон уставен. Имаш. Кажи. Гледачот те праша, значи, за палење жена. Значи, нешто во стихови за палење жена. Ама ја му одговорив. Ти не, одговори во стихови. Сега нешто друго. Господине, за жена ќе ти кажам, јас сум од друго племе, мене ме викат само за гаснење жена. За палење не знам. Во стих му одговори. Слабо ова беше. Не. Слабо. Па не знам како за палење. Слабо. Ај сега да ти кажам Не разочара. за ова, извини, за химната. Ајде за химната да чуеме. Што за химната? Владата едногласно одлучи нова химна да прави. И наместо Гоце, Јане и Даме, Заев, Андјушев и Стево да ги стави. А Тамара каде? Кој? Тамара. Не, Тамара, не се става, она се вади. А она се вади. Не. Кажи ми, Паце, у кафаната твоја одиш ли често? Многу често. Многу често. Многу често. А зошто не земеш микрофон и вака да им читаш, да ги забавуваш таму у кафаната, во би било? Ќе ти кажам полезно нешто. Ако почнам да читам таму, 50% ќе се намали промет. А ние сакаме да се зголеме. Ностоп ќе му отворен воздух, не може да пиеме. Затоа не Види го што ликсур за пари си, само за пари мислиш, бе. Ај за внуките, за моите внуки. Не ти се слуша, ај за пари да збери. Неќам за внуките. Те мола. Многу ги. Не може. Ама им Не обеќа. ти дам, не може. Ама им обеќа. Еве ја не дам. Им обеќа. Па не може, и јас сакав кебапи, па нема. Има. Па нема. И па как има ко Одиме со реклами, режија. Ајде. Никако да се разбереме со господинот Трајко, лошо иде муабетов, лоша емисија, не знам како ќе оправиме. Млади сме. Викаш, има време, за едно 2-30 години ќе не биде. Идеме работа. Добро. Ти сакаш нешто да прочиташ за внуките? За моите внуки. Ама ја не давам. Ако не даваш, надвор ќе ја прочитам, ќе се провикнам не Скопје, ќе слушнат сите. Ова ли, дај го компјутерот мој. Ова ли ти се внуките? Да, ова. Ето онда може. Така. Само ќе ти кажам дека и тие се, постамон малечката ми го има хумористичниот дух. Најмалата, Јована. Види за нив што напиша. Многу те сакаме, ми рекоа внуките. За суво злато не те даваме. Оти ако не си ти, мил златен дедо, нема со кој да се зафркава. Сега ќе ти кажам, Ферос ми е другар, го поздравам. Кој Ферус? Мустафов. Вирус Мустафов. Слушај се, сака Ферос да ми свире на свадбата, го прашав колку пари бара, ми рече дека бил зафатен тој ден, Шилегов нов електричен нужник ќе отвара. Со кого си другар, вака? Вака си ми доста поздравам, баш сега ми се јави Васа Атанасов, само овој со да довршам реченицата. Со флейтеш. Кажи ми, со Китановски. Вака Војче, доста сте слични у хуморот. Ме има со него на Фејсбук. Го поздравам. Многу го поздравам. Многу да го поздравиш. И со другата рака, молим те. Со трите раци. Така. Третата немав тај. Често доаѓа Груевски Благоја кај мене, пиеме кафе. Многу често, мислам, така сме во хумористичен дух ми е и со него повеќе си овој. А со Војче?
Се имаме, па ме има на Фейсбук на неколку места. Имам, не може да го најдам сега. Кажа ли за внуките доволно? Мислам дека кажав. Добро, тогаш идеме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Се јавам од Пригат. Би сакала гостинот да ми каже дали може да види председател Ѓорџија Ѓорџ Атанасовски во Македонија. Не ја разбрав уште еднаш. Мислам дека гостинот појма нема кој е Ѓорџ. Ај, како не од Од кај знаеш бе кој е Ѓорџ? А нема бе Јанко Ѓорџ. Не знаеш. Ѓорџ. Дај Боже, дај Боже. Што Боже? Од 2 милиона 1 милион ѓорџевци да имаме, ние ќе сме Америка. 1 милион да ги имаме такви. Немој како кој е човек. Појма немаш кој е Ѓорџ ти. Тој е Еве ти малце да научиш за Ѓорџ. благодарен. Се шегувам, Ај да се обратам вечер... до него за знамињата да му прочитам. Напишав. Може? Еве ти една книга Благодарам. негова, подарок. Чекај да најдам за... А ти спреми режија, раката на штекер, ако нешто писне лево и десно, да исклучиш оти ќе не бомбардираат со першинг од Флорида. Пази што ќе кажеш за газда мој, многу е опасно. Не, за газда не кажам ништо, ќе кажам за тие, за сонцата. Не. А тоа уште полоша. Не, за сонцата. Не. Чекај, сега ќе го најдам. Чекај, ај ќе се чекаме. Ај прво. Ај гледаш прен. Ај ти дурбараш гледач. Имаме гледач? Нема гледач. А сега тешко тебе. Што правиме? Ај за Дабиле да си кажам, за мојата. Ај кажи нешто за Ѓорџ. Ама ќе го најдам сега за Дабиле да не го испуштам. Може ли? Дабиле е најинтелигентно село. Сите покрај него изгледаат бедно. Селските магариња ги истепавме, што на време не завршија средно. За моето село е тоа. Не сте у Скопје дојдени бе? Кој? Па нели викаш вампирите се у Скопје, па да прашам. Кој? Не сите, не сите. А, не се сите. Мисле, секој вампир може да дојде, не. Добро. Вика, нервозни се од владата, им притворија човек од естрадата. Се бореше за на луѓето правата, а главен беше на парадата. Не кажам за кој. Не знам за кого. Ја не знам, да ти кажам, така ми рекла. Ја не знам за кој да ти кажам. Ако ќе ти дојдат уја па после емисијава. Сум бил. Не, они кој ќе дојдат. Ти за бидување си бил. Одма. Издаваш фискални? Кој? Како е без фискални? Без фискални? Не ме прашувам. Не, о кафана, да. Легитимно е. Кој е сега главен у кафаната, ти или син ти? Абе, син ми е газда, јас сум газда на газд. И му реков. Што му рече? Без фискални. Викам, слушај, јас сум главен, ако не бев јас, ќе течеше по Егејското море со твоите другари таму. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Паце. Да? Да те прашам како у Дабиле ги региструвале војниците за морнарица. Што да правам? Јас сум комшија сум еден твој пријател на Коцев Атанас. Атанас. Кој? Чекај сега да те прашам. Кажи. Чути да ми одговориш. Или порано кој ги регистрира ги соблекувале војниците, млади дечки и да видат. Кој имал немиени ноги, права морнарица. А дали знаеш кој е служил морнарица од Дабиле? Ванчо, мој комшија, Бог да го прости, друг не знам. Тебе Коцев Атанас служил, не знаеш. Кој? Атанас морнарица ли бил? Па јас сум комшија него, ме знаеш, ајде сети се кој е. Абе, кој си кажеш, Така. Абе, Славе веднашка ме излажате на... Тоа е битно у емисијава, жити се, мислам, стварно, фала ви многу, да. А како се превртувале клачкото да видите пилињето од кај цицале? Како? Пилињата ги сокрила клачкото, вие сте превртеле, од кај цицат пилињата? Не знам тие работи, тоа е многу комплицирано за мене. Ако ќе се видиме.
Неко попроста каже, не. Па тоа... Човекот сака да ти каже, многу интелектуални работи му кажуеш. Не може бе све, наискрено, не. Ај сега вака, ако сакаш да продолжиш да чуеме нешто за Тито и за Киро Глигоров. Нема, мислам. Па фала за емисијата, за гостувањето. Ај за мене да ти кажам, ова ќе биде последно. Не може. Ако кажеш за Киро Глигоров и за Тито, може да продолжиме. Ако не, толку е крај. Смисли. Ке ти оставам време, нека се јави некој, али сакам да чујам за Киро и за Тито. За Бранко имаш ли нешто? Не, Леле, како им се плашиш. Чекай, мислев сега за... Леле, како им се плашиш. За Тито и за кој кажеш? За Тито и за Киро Глигоров. И за Киро... За Титов. За Тито. Ништо немаш за Тито. Така, уште од вечер изгледа те средиле да немам за Тито. Тито и Киро беа нонстоп заедно, во едно купатело се бричеа, но чудо се случи, двајцата еден на друг ептен личеа. Одиме со следниот гледач. Добре, се изведи. Браво. Смисли нешто. Не можеш да промаш. Не. Ај, извини, таа сега ја пуштив. Јанко. Чекај, имаме гледач на линија полеку. Да се приберам. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко. Еве, ја по втор пат, Јордан Златанов. Јордан. Се јавувам со апел до твојот газда, мислам дека ќе прифати мојата идеја. Сакам да организира, ако се согласува со мојата идеја, значи, знамето од Куклиш, да се најде спонзор кој што државата и преко младенците да идат по сите наши куќи, станови, да ни делат знамења и на светот без курсум да го победиме овие сите бандити што не поробуваат. Мислам најлесен и најубав начин кога сите ние по становите, по зградите, по куќите ќе ги ставиме тие знамења, а со тие знамења нормално доброволен прилог секој граѓанин ќе си даде, автоматски значи ќе бидат покриени и средствата. И со тоа без на светот ќе му докажеме дека македонците не се предаваат, немаат опозиција, нема трета опција, нема кој да ги брани и дека ќе бидеме победници више за секојаш, за веќе веков, како што е и во Библијата, така и ќе се станеме како македонци. Мислам, пораката ќе му пренесете и ќе бидам најсрекниот човек, бидејќи го чекав овој момент за да го кажам тоа. И посакам здравје, долг живот на сите и на сите добронамерни луѓе. А тој процес што се на полтрони, ветровски, северњаци или било што, Господ не зна ни кај да ги смести, да и ни во пеколот нема, ни на месечината нема кај да ги стави. Меѓутоа, еве, јас мислам, со овој начин ќе им докажеме на сите дека и тие патрони и они ќе купат знамења. Меѓутоа, тоа ќе бидат 3-4%, пошто сега ги слушаме на сите емисии како зборат, како лупат глупости. На здравје нека им јама комшиите, там да им е што не ги протеруваат од држава. Се најува, пријатна вечер и здравје, и сонцето стварно да го светлува. Поздрав, пријатно, здраво. Што ќе кажеш сега за сонцето? Ај за мене, не сум го, имам го на Фейсбук, ќе го најдам. Викам, многу личев на бикот од Дабиле, но ќе ви го покажам трикот. Сега не личам на никој, го заклаа бикот. Значи нема да кажеш ништо за знамето, така? Јанко, мислам да на телефон го имам. Ајде да... А не го памтиш, тоа сакаш да кажеш? Моле? Не го памтиш. Си го заборел. Добро, паце, ако си го заборел, ајде, човек во години се респект. Сакам многу убаво ми е напишано, добро. да не го прлям, Да, те сваќам. Не. Немој да го прљаш. Слушај за директорот мој, што пише.
Кој ти е Ако директор? го дирне, што беше, ако го дирне мојот директор некој, ќе има со мене голема мака, а да го утепа може кој кога сака. Кој ти беше директор? Панда Колемишес и Раде Огненост. Се гледаш со пандата? Раде е татко на овој К15. Добро. Татко му на мене ми беше директор. Раде Огненост и на Бранко Огњановски. На Бранко татко му беше директор ми беше. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програмата. Па се да кажеш нешто за Штипјаните. Што ме гледаш мене, човекот ти збори се, што чекаш да ти кажеш? Што да кажам? За Штипјаните. Дали вкупно за сите ли да кажам? За кого сакаш, ајде. За Штипјани. За Штипјани. Ќе ви кажам право на сите. Ќе ви кажам право на сите, во Македонија ќе немаше грип, но грипот, драги другари, почна од Штип. Доволно ли? Не е доволно, не е ништо Ето, смешно, не е нешто ново. Ова не беше смешно, ова лошо беше. Што има врска Штип и грип? Не, кажи нешто посмешно, ајде. За Штип. Ајде, Штипјани заслужуваат нешто посмешно. Гледачот ќе го подсетам, он нешто од мене крие. Сите знаеме дека Штип е пан со змии. Дали е задоволен, питај? Сега јас сум задоволен, добре. Океј. Мора да ме смислиме, не? А, така, на грнчета нешто капачета. треба да... Ама не да. Јако, добро вечер. Добро вечер. Наступ е на телефон, одамна не сум ти се јавила. Добро. Поздрав за тебе и гостинот, еден виц. За Тито ќе кажам, на Бриони. За Тито на Бриони. Пушти гласно, не слушам овде убаво. Јас многу убаво слушам, не знам. Не, на режија е ова, до добро. режијата. Кажи го вицот На за... Бриони на гости му бил Никсон. Тоа време, пред тамо негде 40 на години, колку има. И после пресконференција, нели, така било тогаш сите југословенски радиостаници и главните вестници биле тука и го прашува Тито се ова. И еден вика, други Тито, може ли нешто да ме прашам? Вика, повели. Вика, зашто десната рака ја држиш доле, вика, а левата да гуша? Вика, затоа што, вика, до гуша сме во долгови на Америка, вика, може да долез не се фатиш. Го знам вицов, фала што ме подсети, уште татко ми стариот го кажуваше 70 некоја година. Милован Илич Минимакс кажуваше многу подобри вици и хумори. Он имаше еден добар виц, ке се сетам. Другарот Тито иде со Јадран бродот, не шушкај. Со Јадран, не шушкај. Спушти ги. Иде со, на гледачите им кажу, иде со бродот Јадран да ги посети неврзаните. А Југославија во криза и овој на радио емисијата Милован Илич Минимакс им вика, а де е друг Тито? И пушта у тој момент популарна песна беше Трла баба лан, трла баба, она тоа значи како кај нас село гори, баба се чешла. Седи, ја ќе објаснам, знам. Добре. И го земаат, го апсат. 6 месеци лежи затвор. После 6 месеци затвор се враќа на радио и вика, пардон, 3 месеци лежи на затвор, го пуштаат, после тоа заради вербален деликт, нели, ликот и делото на Тито, Минимак се враќа во емисија и вика, здраво, вика, се извинувам, вика, што до сега ме немаше у програма, многи ме питају где сам био, а мене су мучили унутрашни органи. И уште 6 месеци отиде и така. Минимакс беше легенда. Он имаше храброст, за разлика од македонските хумористи кои, нели, така, малци и трпеовски, он директно знаеше да босне и мислам дека во тоа време беше најхрабриот и најдобриот хумориста, политички и сатиричар
што постои. Но тоа е мое за мене, не ти зборам тебе. Добро, да не, а ние ја. одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Нашиот водач многу блефираше и лажеше. Значи, знаеше за своите пороци и колку пари вредеше. Од Галеви имам 88 години. А зашто збориме кој не водач? разбрав? Не го разбрав. Гледачот нешто кажа хумористично, ама не го чув баш најдобро, баш ми е жал. Ако може и повторно да се јави, супер би било, но добро, тоа е тоа. Беше хумористично, али требаше скокоткање за да се насмееме. Нешто Слушај, не беше баш оригинално. Ја на струја сум подкачен овде за твојов хумор, ама ајде, нека биде. Ми пуштаат тоа до згоре. Добро, ако е... Извини, шо? Сакаш закачки, ке трпиш закачки. Не, да не ми е прв пат. Не, нема гале, не. Ова... Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Пате да каже нешто за господинот Заев од Муртино. За Заев кажа доста, Не, за Муртино, за Муртино. али за Муртино може. За Да, Муртино, да. да, за Муртино. Да. Ево, мој стил ќе кажа. А, ево твој стил. Да. Иначе до сега учив стил беше. А? Не, но, слушай се, овака ќе кажа. Ајде, слушај. Муртино е прекрасно. Секој сака да има од тамо чедо, но од кога се појави најглавниот, чедата ги викаат мило говедо. Ако ја разбра, ако не. Зашо бе не го сакаш Заев? Абе, Зашо кој не го сака? Ти не го сакаш. Се нешто... Затоа што нема големи уши. Ето. Има што друго сакаш. Па не знам што да ти кажам. Зошто бе не го сакам? Па го сакам. нешто убаво за другарот Заев. Ама кој треба да кажа, кажеш. ја не го спомнав Заев? Ти го спомна, кажуеше приеска нешто за него. Добро, ама за сите спомнав ја и за А, Груевски, за сите дека сакале улици, Јанко. Така беше. Да, сакале нивни улици, нели? Да. И направи ова... Им направи. Улица. Кога се фрла по крстот, да ти кажа. Кој? Јас. Се фрли? Вика, 10 години се фрлав по крстот. Но секогаш ја грешев логиката. Лани место крстот ја фатив жолтата, а сега место крстот ја фатив мастиката. По крстот се фрлив. Знам. И Охриѓани вика така, се фрли, вика се фрлипме ние уште вчера. За Дабиле не ви го читав. Доста више за Дабиле, ама. Да. Због ти се од Дабиле. Добро вечер за следниот гледаш. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Тука доктор Мило од село Ромуло. Од кое село си? Од Ромуло. 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 Доктор Мило. Не знам. Дали е доктор Мило? Да. Фала. Што правите вие у село Ромуло? Абе не тука е докторе, у Скопје он е. У Скопје, ама таму е. Јас сум од Ромуло, ама ние бееме цимер со пасе. Цимере бееме едно време. И што правевте као цимери? Па он ќе каже сега. Као цимери да ти кажам. Што правевте? У римаритам да кажа. До тебе, Јанко, до паса. Поздрав. И он ќе каже најубаво. Да кажем у римаритам, важе. Така, ајде, поздрав. Со Мило бееме цимари, кој знае по кој пат, но секој пат после 9 месеци имаше резултат. Дали задоволен Мило? Ја свати, нели? Цимери со доктора бееме. Идеме со следниот гледач. Добро вечер. Нема. Па се нема више јавувања. Ако нема здравје. Балдиса луѓево. Што да правиме сега? Абе, умори ми ги. Да. И ништо не сакаш за Доналд Трамп да ми кажеш? Не, извини, ќе ти кажам да не е тоа малку трагично е. Што? Во моје време, кога бе во Нова Македонија, во пасовсот, човекот
Бог да го прости, сега не е жив, напиша, имаше и по Тито, нели? Едва се спаси, напиша и по Тито, наместо ТМ, и по Тито Мито. Го тепа малтретирајќи. За една буква, Јанко. И по Тито Мито напиша. И душа ме изваде. Нема... Па ништо лошо не напишал човекот. Абе, немој, ја ти кажа, в тоа време, Јанко, ти си млад, тоа време многу беше тешко хумор да направи. Млад со Т. Па сега Меко Т. Со тврдо. Добро, со тврдо. А сега е лесно, викаш, а? Сега, кој те? Сега што сакаш кажеш? А се дружеше ли со овие, те викаали на радио, Кикириху, Не. и така натаму? Еве го последното јавување. Не ме вика. Не те вика, не те сака. А зошто не те сака? Кој да си, секој си група тамо, кај ќе се дирнеш кај нив? Добро. И последниот гледа за вечерва, тогаш ја реков дека завршивме, ама режијата одлучи уште еден да иде. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до Паце, до Јанко, емисија Супер Паце. Кој? Кажи му на Јанко како војник си бил у Рибницу и чао. Поздрав. Како војник, каде бил? Прв рвач беше. Не го разбирам. Чекај, не те чувме убаво, се смееш, нешто смешно. Да чуеме уште еднаш, како војник прв стоел у ров? Прв рвач беше, сите ги рвеше у војска. Борач. А ти си бил борач? Цела касарна, знае, војнички ми, 1500 души, сите ги борач. Борач? Од средна школа одев и на борење. На борење? Они не знаа. Не знае да се борат. Фати го. И му викам кој ќе ме се боре, три конзерви. Од кој набев во интенданс. А кој нема да ме се боре, а ќе се боре една конзерва добива. Оти да ги стимулира, не ќе да се борат, те човеко знаеме, заедно ме во војска. Викам, а кој ќе се боре? И да не ме се боре, една конзерва добива, викам, награда, како учество. И тоа на треба го правевте? На треба, војска, ве. Машки се тркалаат, се борат на треба. Денеска тоа малце поинаква слика. Нема се. Нема? Нема. Треба ли да служиме пак војска, младиве? По мое, треба. Наискрено да ти кажа. Да? Ја, ипак, да не ја замараме војската, што бевме. И ти југословенска си бил, најверојатно. Не памтам. Не памтам. Али тоа ипак измислил Тито некое здружување. А Тито измислил, значи геније. Па кој го измислил војската? Он ја измислил. Он ја измисли војската. И немаше. Тито ја измисли војската. Па кој измисли? Браво. Па он ја југословенската војска, он ја измисли. Да. Сакам да ти кажам, имаше дружба. Так. Не беше природно. Не природна дружба. Не, природна не беше. Нели? Не природна. Али не смееше јавно, како сега, јавно да кажеш против. Бог да чуе. Против што? Против било кој. Да. Немаше. Многу строг закон беше. Беше ли тоа добро или лошо? По мое, не е добро, пошто се криеш. Тоа е како скршна љубов. А сега добро е? Сега си кажуваат, кој шо. Кој ги слушам бе на ова, Јанко. Кажи ги. Иде со столицава, си излезе од кадар. Не го бе место е кадар, баш да видиме до кај киде. Кој ги слушам, тие на Канал 5, тамо. Кој? Ја тие гледачи, кој ќе кажат. Истите се јавуваат и тука? Не са кај тебе исти. Истите се? Абе, слушаш, ти викам, не са, тие има една екипа. Од ВМРО и од ДСДС. Сега што ќе каже првата буква, го знаеш што ќе каже. А по втора, јас обично гледаш во стиховите, една буква, на овој Роберт му кажува 5 пати исто му кажа. Нели? Го повтара. Бев кај Драгица гости, кај ова, каже, Стефкова, о Алфа. И ми вика Драгица, ја поздравам. И вика, слушай, вика, подари книга. Јанко, и викам, ќе ти подарам со содржина, моја, посвета. И
Викам, Драгица е атрактивна. Само еднаш да му мигне. Да е болен, да е умрен, Драгица ќе го дигне. Срам те било. Па безобразно е ова. Абе, болниот Абе, безобразно е ова. Абе, еве, ја Абе, ова е поздрав. тросмислено, Абе, многу. болниот. Абе, јас сум фин и културен човек, не сум како Ама те. јас сум културен. Што, не, се видовме, готово, Да. све ми е јасно. Јас се гледам со Швалериште. Абе, еднаш не ја спомна да ја поздравиш господјата твоја, бе, жена ти, бе. Ја Абе, поздрав- срамо, не ја поздрави. Срамота. спомнав. Абе, срамота. А ја спомнав. Ја да сум сега на незино место дома ќе Ама те нели ја згрбавам. спомнав? Не. Како бе тоа? Не, ништо не кажа. Ни кажа. Како Ништо. бе, Све. тука- Ја, па ја, па ја, па ја. Кажи ми сега, кои се појаки, СДСМ или ВМРО? Кој? Па ја напишав. Не те прашам што си напишал, сега зброиме муабет. Кои се појаки, СДСМ или ВМРО? Ма ќе слушнеш ли кој се подобро? Не, те прашувам. Ама не ме прашај, ќе ти кажам. Кој ќе победи на следниве И избори? СДСМ и СДС се за народот се бесат на греда, но помина говедарот и рече, не ги слушајте, тие се двете исти говеда. Кој е говедарот овде? Говедарот каже, Кој е? кој е интелигентен говедар да биде. Ај најде кој. Кој е? Ајде Јанко, Американците ли се говедарот? секунда. Ќе влеземе ли во ЕУ? Кој? Ние. Ќе влеземе, абе кај ќе влеземе нигде? Бе? Нема да влеземе во ЕУ. Добро. А во НАТО ќе влеземе ли? Во НАТО ќе влеземе. Во НАТО ќе влеземе. Не, во не. У фудбал што ќе направиме сега? Кој? Бугарската репрезентација, кој? Со Азербејџан. со таа екипа сега Да? искрено. Е, Од овој Панчев кој беше, не сме имале втор пат имаме таква екипа. Нели Дончев си што имаш. Сега има добра екипа. Сега колку дете ќе успее, релативно младо е, сега имаме добра екипа. не те прашав за спортска анализа, те мислев за мислење да ми кажеш што да попунам. Победуваме, не победуваме. За со кој? Абе со кој да победиме? Не играме сега у Не октомври играме. Добро. Во октомври кој ќе играме? Со... Ќе ме викнеш гостин, ќе ти кажам. Да, за спорт да те викнем. Па ќе ме викнеш. Да те пуштам ја кај колегиве мои. Кај колегиве од спортска. Пушти ме Стварно, беше. идеално би било. И за спорт. За 100 што се метра за разбира? мина, Значи, за борење, за фудбал, друго што се разбираш? Фудбал сум играл, еве, поздравам се. Значи, одавна. борење, фудбал, друго кои спортови? Што да им кажам на колегите? Дигање 50 грама. Дигање 50 грама. Добро? 50 грама го дигам. Го дигаш. Добро. 50 грама. Добро. И Боки го дигал? Не знам. Боги го спушта, не го дига. Не знам, некои се фалат. Поима нема. Океј, ти благодарам многу Фала за многу и на јавувањето. Ете, ти го направивме ифти барот и киселиот, сакаше да дојдеш гостин. Добро, Ти благодарам за фала гостувањето. многу. Што ќе правиш понатаму? Со Господ напред, да си жив и здрав. Поздрав до Фала. тебе и твоја фамилија. Да сте вие здрави и живи. Јас да ги поздравам гледачите. И гледачите те поздравуваат тебе. Поздрави и емисијата те Да им поздравува се тебе. извинам, ако кажав нешто на Кажа место. нешто и Не, се ако извини, кажав добре. нешто на место. Така. Да се извинам, од тоа случајно било. Да останеш на место ќе беше подобро. Ајде, Вака. благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше се за... Не, шо го шушна, нека станеше, таман да се оти... Со се микрофонот, да, со се жиците. Да отиде. Почитувани гледачи, тоа беше вечерва се од нас. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и Ајде, пријатно. Пријатно.